Еве тие куполите кај што се, па прашав еден. Тие тоа само тоа италијанците шебото пратњата го прашав, а реков кај тој лежачкиот Буда, пошто ми изгледа тие се поише информирани. И рече одма е позади таму тие куполите кај што се. Па сега одам таму. Тој рече друг еве италијански зборуваш превар како се. Комеди пре. Добро. Ондека видиме што се деша. Овдека има друг Буда. Ова е позади сега на тој големиот. Исто овдека. Сега овој Буда има со змија, со повеќе глави позади него. Гледате? Тоа исто во митологијата. Тие се појавува за да... пошто заврнало и за да го заштити од дождо. И тој пошто бил благодарен, не знам што, од змијата, од кобрата, се развиле многу глави. И затоа овдека кобрата е некоја позитивно карактеристика, позитивен лик. И ова е другото, овие куполите кај што ги гледав, овие се позади, значи интересно, сето керамика направено, многу така интересно. И еве го, онемо позади ова, еве го тој големиот храм кај што беше. Иако не се распрашав, еве го овдека има исто толку голем храм, ќе видиме веројатно се некаде од овие. Не онамо има друг храм. Ова е веројатно голем манастирски комплекс. И сега одиме натаму, сега овде има испраени буди, претежно 100 со раката нагоре. Мислам едната рака му е надолу, а другата нагоре, нешто така као енергијата ја усмерува дозгоре надолу и нешто така, појма немам. И еве го овдека, фантастично, многу интересно. Сега овој беше големото предсобје, после големиот храм. Еше одиме ке вториот. Овдека има нешто као музеј. Ајде овдека ќе прекинам музејот само да тргнем нешто што се деша. Еве ги овие што се чакрите. Не се чакри овие, се овие точките за акупунктура, овие енергијата, ча, како се вика, и усмерува, и ја поправа. И так. Еве ова нешто крало овдека на сликите, нешто друго. Значи поминуваме преку ова, одиме на друг дел. Овдека излегуваме. Значи ова ќе го видиме сега. Ајде следното видео.